10 лица загинаа, уште 15 се повредени откако 25 годишниот Алек Минасијан со комбе вчера удри во пешаци во северниот дел на Торонто. Шефот на полицијата на градот, Марк Саундерс, рече дека осомничениот во инцидентот не и бил познат на полицијата. Неговите мотиви за сега се непознати, изјави Саундерс, додавајќи дека по се изгледа станува збор за намерен напад. Well, based on witness accounts, we have the vehicle that started north on Yonge Street from Finch and drove southbound at some point in times on sidewalks, at some point in times driving southbound and northbound lanes. So it's very clear, just from a general perspective, to say that the actions definitely look deliberate. Канадската телевизија објави снимка на која се гледа апсењето на Минасијан, откако тој претходно вперува неидентификуван објект кон полицијата. Канадските медиуми објавија дека Минасијан не бил поврзан со ниту една организирана милитантна група. Канадскиот министер за јавна безбедност Ралф Гудейл изјави дека не постои никаква опасност за националната безбедност. The events that happened on the street behind us are horrendous, but they do not appear to be connected in any way to national security based on the information available at this time. Инцидентот се случил за време на состанокот на шефовите на дипломатиите на земјите на групата 7 индустријски најразвиени земји во светот. Канадските власти соопштија дека според првичната истрага не била пронајдена никаква врска меѓу овие два настана. Инцидентот потсети на нападите со возила во Њу Јорк, Барселона, Лондон, Ница, Париз, Берлин и Стокхолм, каде што возачи намерно ги насочуваа нивните возила во пешаци. Некој од нив и со порака дека станува збор за напади извршени во името на така наречената Исламска држава.